Во овој мој говор денес би сакала да обрнам внимание на три аспекти, а најпрво е процедурата. Процедурата на која што повторно бираме уставен судија, избрзано, во некакво брзање, под некаков притисок кој што сте научени да го правите насекаде во сите институции, па сега и во собранието. Мене ме чуди на тоа како вие всушност немате сенс на компромис, заради тоа што повторно насила, на брзина, ја закажавте оваа комисија за вчера да ни биде доставено CV-то на овој ваш кандидат за уставен судија, што не е спорно. И можам да кажам дека за прв пат, откако сум пратеник во ова собрание, гледаме CV на кандидат кој што е навистина истакнат правник. Меѓутоа, вие навикнати на кадри за кои што никој нема ништо што да каже од страна на владеачкото мнозинство, навикнати на спорење, негирање од наша страна, заради тоа што навистина досега ниту еден кандидат кој што беше пратен во Уставниот суд не беше истакнат правник, со исклучок на овој кандидат, вие решивте и овој кандидат да го пуштите онака на брзина, преку правење притисок во собранието, не баре ние не сме свесни дека Уставниот суд треба да се наполни со ваши кадри. Имено она кој што би сакала да го спомнам е тоа дека брилјантно, односно доста импозантно CV има кандидатката Јадранка Дабовик Атанасовска. Меѓутоа, она кое што вие како предлагач и како претседател на оваа комисија заборавивте да го спомнете, а тоа е дека овој кандидат од 2005 до 2009 година бил член на Советот на град Скопје и како што сум информирана, во моментот е член на управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување. Значи, оној услов дека уставните судии не треба да имаат никаква политичка припадност, можеби во овој случај е изоставено, односно очигледни се симпатиите кои што овој кандидат ги има кон СДСМ, но не и се. Ке речам подобро ваков истакнат правник, ваков кандидат, односно ваков професор да биде во Уставниот суд наместо Кацарска, Татјана Васик Бозаджиева или еве оној кандидат кој што вие не успеавте да го пуштите во Уставниот суд, тоа беше Љубомир Јовески. Би рекла дека ова е време на притисоци и се плашам поради токму ова одредена политичка симпатија и на оваа кандидатка дека нема да може да се избори со политичките притисоци кои што де факто следат на секој еден кандидат кој што, односно на секој еден член на било кое судско тело кој што ќе влезе на работа таму. Овие денови сме сведоци на реакции дури и од Врховниот суд, дури председателката на Врховниот суд кажува дека во судството се случуваат притисоци. За истото имавме повеќе сеанси и во судскиот совет, за кој што имавме поднесено и барање информација за состојбата во судскиот совет. Меѓутоа, во ова собрание никогаш не стигна на дневен ред, односно не беше ставена на разгледување, што значи дека ваш интерес за разрешување на оваа ситуација во правосудството немаме. Во ситуација кога довербата на судството е на 1%, вие никако да се свестите дека потребно е реформите во правосудството да ги почнеме тука, од собранието, преку консензус во носењето на одлуки за кандидати на уставни судии. Уставните судии треба да бидат темелот на оваа држава, но за жал,
не се, и тоа долго време досега, за доцнети одлуки, индивидуално, субјективно одлучување за тоа која представка, кој предмет ќе го земат на одлучување. Понатаму мешање во политиката. Председателката на Уставниот суд ја гледаме како излегува по телевизии, како гостува во шоуа, притоа излагајќи политички тези, изборувајќи за политика, наместо да зборува за право. Може би од нејзина страна е разбирливо тоа што таа зборува за политика, затоа што политиката е виновна, тоа што таа е член на Уставниот суд, односно нејзиното политичко одработување е причина што таа во моментот е председателка на Уставниот суд и затоа сме таму каде што сме. 1% доверба во судство, 1% доверба во обвинителство. И затоа мене ми е многу чудно како сега повторно собранието или пратениците се обидуваат на брзина, насила, преку брзи закажување на седници да гласаат или да изгласуваат уставни суди по примерот на кој што досега сте научени, знаејќи какви се реакциите на македонската јавност од ова ваше вакво делување. Политиката е главниот виновник и мешањето на политиката е главниот виновник за тоа каде во моментот се наоѓа рейтингот на правосудството, каде се наоѓа во моментот довербата во правосудството и како граѓаните гледаат на сево ова. Вие сте свесни дека ова ви се удира од глава, меѓутоа очигледно оние кои што сакаат да испорачаат се брзаат. Мене ми е нејасно, односно, председателке, вие вчера не ја објаснивте итноста на носењето на овој кандидат или предлагањето на овој кандидат, ако се земе в предвид кога се упразнило местото на Уставниот суд и зошто толку време вие немавте кандидат. Нема да ме чуди ако причината за тоа е што веќе истакнати правници се помалку сакаат да ви се нафатат на било каква кандидатура, знаејќи во што се впуштаат и колку ќе ви бидат должни. Меѓутоа, за сето тоа на крајот од денот судат граѓаните. Кога дојдовте на власт, дојдовте преку една шарена револуција со нема правда, нема мир. Дојдовте преку едни најави на реформи на правосудството, но јас би ви рекла дека го завршувате вашиот мандат преку единствена реформа е со 1% доверба, со целосно партизирани високи инстанци на судството, целосно партизирани и за тоа жалам. Во врска со ова кандидатура навистина не би навлегувала во разгледување и во коментирање на сето она што ова професорка го има постигнато во животот. Меѓутоа би рекла дека и нашите кандидати или кандидатите кои што ги предложивме ние, и тоа професорката Родна Живковска, професорот Саво Климовски и Тодор Витларов од Штип, се исто така луѓе кои што имаат импозантни CV-а и заслужуваат да бидат разгледани во ова собрание. За жал, вие очигледно одбивате да го сторите тоа од самиот факт што прва за разгледување ја ставивте вашата кандидатка, знаејќи дека набрзо после тоа ќе ја изгласате и едноставно вашето демонстрирање на моќ во ова собрание еве се покажува на еден и преку овој чин, овој ваш чин. Она кое што исто така би сакала да го искоментирам е дека во ова
собрание, кога се зборува за уставни суди, ние не можеме да не помислиме на вашиот преседан, председателке, и за тоа што го направивте при бирањето на предходните двајца суди, односно тоа беше Татјана Васич Бозаджиева и навистина заборавив кој беше другиот судија, толку беше небитен односно непознат за македонската јавност, толку беше истакнат правник што еве дури ние го заборавивме, и би рекла дека тоа не е заборавено, со тоа е ставена една дамка на Уставниот суд и главен виновник или еден од главните виновници зошто е таква состојбата во правосудството, зошто е таква состојбата во Уставниот суд, е токму ова собрание. Ако бевте доволно мудри, што не сте, сметам дека требаше заеднички да седнеме и да договориме кој ќе биде уставен судија, да го донесеме со консензус и од тука да почне примерот дека кај нас постои волја да направиме реформи, и тоа реформи преку кадрите, и тоа кадри кои што се од овој тип на кадри. Од наша страна би имало волја за такво нешто. Ако бевте мудри, може би утре и ние ќе ја гласавме оваа ваша кандидатка. Меѓутоа не, вие очигледно не учите на вашите грешки и затоа местото вие во опозиција. И таму ќе ве пратат граѓаните, заради тоа што овие политички партии на власт, СДСМ и ДУИ, го пратија правосудството на дното, таму каде што е. И затоа јас не би должела повеќе, не би зборувала повеќе. Уставниот суд го направивте ваша политичка инстанца и едноставно би рекла на вашето самоволие, бидејќи му нема крај, очигледна е желбата и итноста да ја изгласате и да го пополните ова упразнето место со ваш омилен кадар, без при тоа да ги слушнете нашите предлози, без при тоа да ги слушнете CV-ата за кандидатите кои што ние сме ги предложиле, без при тоа да оставите можност да дојдат кандидатите тука да се представат, да кажат која е нивната визија, како тие размислуваат да работи Уставниот суд или едноставно како тие ќе придонесат кон негово подобро работење, затоа што целата македонска јавност е сведок на тоа како задоцнето работи Уставниот суд и зошто воопшто не навлегува во утврдување и уценување на законитоста на процедурите, на постапките, на законите кои што се носат во ова собрание. Ако постоеше Уставен суд, вистински, до денес многу ваши закони кои што беа донесени насила во ова собрание требаше да бидат поништени. И требаше да ви биде укажано дека вашите закони се противуставни. Меѓутоа, очигледно е дека немаме Уставен суд, дека таму нема интегритет, туку има очигледно политичко влијание и затоа ќе молчат и понатаму, имајќи во предвид на тоа кој све е уставен судија. Ви благодарам.